Јавноста се разбранува по објавувањето на видеото од кампањата на УСАИД за интеграција на мигрантите во земјава. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дециден: мигрантската криза се уште не е завршена, а се она кое што во иднина ќе се превзема мора претходно да биде испланирано. Конкретизираше дека УСАИД не го изработиле видеото само за нашата земја. Истото се однесува за сите земји, долж балканската бегалска рута, но и земјите каде веќе се интегрираат мигрантите од Блискиот Исток. Проектите кои што ги имаат меѓународните организации, тие не се проекти кои што се однесуваат на една држава. Тоа се проекти кои што генерално значат подготовка за справување со мигрантската криза. Република Северна Македонија има своја политика, има своја стратегија како и на кој начин се справува со мигрантската криза. Тоа е јавно обзнаната уште од првиот ден до денеска и ние остануваме на таа линија да активно учествуваме во справување со мигрантската криза во било кој момент, евентуално во зголемување на мигрантските бранови. Меѓутоа, сега во овој момент, иако има зголемена тенденција на илегално преминување, ние немаме никаква индиција дека можеме да дојдеме до едни сериозни мигрантски бранови со кои што бевме сочени пред неколку години. Меѓутоа, сепак продолжуваме во јакнење на нашите капацитети и во јакнење на човечките ресурси и обуки за справување со мигрантската криза. При последната посета на Спасовски на јужната граница останува на ставот дека земјава одлично се справува со сите нелегални премини од страна на мигрантите кои доаѓаат од јужниот сосед, се со цел продолжување на патот кон западноевропските земји. Навистина, Република Северна Македонија имаше сериозен предизвик пред нас и заедно со европските партнери, токму овде во Гевгелија, токму овде во Република Северна Македонија, покажавме на дело како значи соработката помеѓу земјите членки на Европската Унија и Република Северна Македонија, пред се во справувањето со миграцијата, спречување на илегалната миграција и трговијата со луѓе. Знаете дека од 2015 година на билатерална основа работиме заедно со неколку држави од регионот и од Европската Унија и тука сакам да се заблагодарам пред се на колегите од Србија, од Хрватска, од Австрија, од Словенија, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, сите оние кои што заедно ја обезбедуваат македонско-грчката граница. Според официјалните податоци, во 2018 година трикратно е зголемено спречувањето на криумчарење на мигранти во земјава. Националната агенција за спречување на криумчарење мигранти и трговија со луѓе, формирана од Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, дава реални резултати. Институциите се 3 пати подобри и поефикасни во спречување на криумчарењето и трговијата на луѓето, вели Спасовски.